Përshëndetje të gjithëve. Do të flasim sot për një temë mjaft interesante dhe besoj që do të tërheqim të gjitha ato gra që realisht kanë problem me prolaps të mitrës apo ndoshta zbritja e të gjitha organeve gjenitale drejt vaginës. Ne sot të flasim pak më shumë për këtë temë dhe pse vjen deri te kjo gjendje shëndetësore, çfarë duhet të bëjnë ato për të parandaluar atë, ose më saktë, kur paraqitet, çfarë duhet të bëjnë, të paraqiten në mjek dhe më pas si shkon i gjithë trajtimi. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar profesor Dr. Vasil Ilia, specialist ginekolog akušer, subspecialist po uroginekologija. Dobrodošli ste. Благодарам, добро ве нашол. Profesore Ilijev, që razgovarаме на една тема која верувам дека женската популација особено, жените најмногу ќе ги интересира, како што е пролапс на матка или мочниот меур и уринарна инконтиненција. Но прво да почнеме со пролапс на матка и мочниот меур. Зошто доаѓа до оваа состојба? Добро, дозволете ми прво малку да дадам еден вовед, за да имаме ориентација за што зборуваме воопшто. Сите органи во нашето тело се наоѓаат во некоја позиција. И таа позиција не е случајна. Само доколку се наоѓаат на таа позиција, они можат да обавуваат својата нормална функција, а нивните функции се стално поврзани. Органите никогаш не се изолирани, еден орган само го работи тоа, него, како да речем, бубрезите се поврзани со својата функција да стварат урина, ама затоа се поврзани па со каналите да донесат урината, па со мочниот меур да ја собере урината, па со мочниот меур да ја испразни урината и такви настануваат. За да останат на своите позиции и да обавуваат своја нормална функција, органите се или на нешто подкрепени, или на нешто подобесени. Ама тоа на водници не е баш да се они обесени, него има структури што ги држат меѓу себе во нормална позиција. Сите тие структури се именувани како колаген, како еластин, како фиброзно ткиво, мускулно ткиво, сврзно ткиво со општиот збор кажано. И тие структури кога се нормално во својата функција ја обавуваат, сите наши органи се задоволителни во својата позиција, но со едни микрофреквенции, со микри движења, поради тоа што ништо во нашето тело не е статично, не е фиксно, не е останато фиксно. И тоа е исто така многу важно за задоволување на нормалната функција. За функцијата да биде одржана, односно позицијата да биде одржана, треба нормална исхрана, нормална циркулација, нормална инервација, значи нервите добро да снабдуваат со добри крвни садови, со добра исхрана, со добра кислородна заситеност и ткивата да одржуваат млади. Сето тоа кај жените го потпомагаат хормонскиот статус, хормоните кај жените. Кога се млади жените имаат доволно млади, додека се во период на репродукција, во перименопауза, се уште имаат некои добри хормонски уплив кои што дозволуваат сето тоа да се обава во нормална состојба и доведува до нормална функција, до нормална позиција, до нормално позиционирање на сите наши структури и органи и меѓуоргански ткива што постојат. Сега, како доаѓа во животот почнувајќи од моделот на исхрана. Значи, исхраната е исто многу важна. Сакам да напоменам, зголемената телесна тежина лимитира физичка активност. Лимитирана физичка активност намалува добра исхрана на ткивата и дополнително отоварува целиот организам, целата структури што носат со себе. Онда да идеме понатака бременоста. Самата бременост како акт доживуваат карличните органи, комплетна една промена на својата позиција, функционална евалуација, односно функционално давање на репродуктивен плод, односно на раѓање на дете, и потоа треба да се вратат во инволутивна состојба, да се вратат во нормална позиција како што биле во пред останување бремени. Сите тие дисторзии, да ги наречеме, што настанува на органите, се предизвикани и доведуваат до тоа да некогаш треба добро структурите што ги држат органите да делуваат за да може да биде вратена во својата првобитна позиција. Значи, овие структури не се толку важни за нашето секојдневно функционирање. Сега понатака. Животот проаѓа, па има второ породување, па породувањето може да биде вагинално или да биде потешко или покрупен плод да има и така сето тоа меѓу себе се поврзува, но доаѓа период на перименопауза кога почнува да се намалуваат хормоните. И женските хормони како не стануваат полека од организмот на жената, или се намалуваат во количина, или се намалуваат по квалитет, што се две различни работи, нели? Исхраната на ткивата структурни останува поинсуфициентна, понезадоволителна, инервацијата се пореметува и доаѓа до полека со текот на животот до спуштање на некои делови, односно до менување на позицијата на органите. Сега, многу големи важни моменти, ние практично ги збориме причините за настанок сега.
Друга работа е кога пациентката има обстипација. Обстипација значи запек, не може редовно и нормално да го празни дебелото црево. Тоа што доведува? Доведува до напињање. Женската калица е широка. И по закон на физика, секои сили што се дешаваат, а при напон се дешаваат огромни сили, имаат фокус, ствараат фокус, така точка кај што делуваат. И таа точка паѓа токму на предниот зид на вагината и на мочниот меур. И тие се стално изложени тоа притисок што настанува, да речеме, при напијање, при кашлање, при смеење, при обстипација, решавање на обстипациони проблеми и така натака. Значи, тие се изложени на една голема проба на својата позиција и затоа многу често пролапсот резултира со спуштање на предниот вагинален зид, на мочниот меур, но секако и на матката, и на утерусот, и на задниот зид. Кога се спушта, например, задниот зид, се ствара еден простор каде што може да влезе дел од дебелото црево, кое што лежи веднаш испод задниот зид. Значи, проблемите се поврзани еден со друг после кога доаѓа еден здравствен проблем. Токму тоа што реков, позиција и функција меѓу себе се надополнуваат за да доведат до една нормална функција. Сега, многу често пати пациентите не ни осеќаат дека имаат пореметена статика, да наречеме, позиција на некој од органите, и тоа е се до тогаш додека тие се, да речем, интравагинално, се додека сте унатре, во вагината, затоа што морам да напоменам, значи пред тоа да кажам дека постојат различни стадиуми, различни нивоа на спуштање на органите. Ќе разговараме малку покасно за сите тие нивоа. Значи, добро, али додека не се појави некоја функционална позначајна проблем, пациентите за жалост стануваат неинформирани дека имаат таков проблем и токму затоа јас стварно ценам во голема мерка што емисијата ја посветивме токму на овој проблем, да отвориме малку поширок така поглед, да речам, на тоа што во голема мера го руши квалитетот на живот. Апсолутно. Но можеби за да го превенират ова, најважно нешто што може да го направат сите жени е еднаш годишно да посетат гинеколог. Можеби токму по тие редовни контроли на гинеколог може да се најде и ваквиот проблем. Апсолутно. Значи, не само за ова. Еве ќе спомнеме, овој месец беше месец за борба против карциномот. Да. Генерално земено и не само карциномот, него сите заболувања еднашка годишно контрола се направи, посебно за проблеми кои што во голема мерка, иако викам ја намалуваат квалитетот на живот, индиректно, сега не би ја и дал података, дека може да доведат и до сериозно нарушување на здравјето на жената афектирана од оваа проблематика. Ја во праксата долгогодишно сум имал пациенти каде што дошле со стварно нарушен на функција на уринарниот систем или на околните структури каде што доаѓа до отварање на големи рани и така натака. Но пред се мора да разберат дека доколку нешто се диагностицира на време, може да има третман, доколку се диагностицира малце покасно, се оди потешко и по третманот. Така е. Значи, во суштина, секогаш постои можност за третман, но колку порано се диагностицира, толку поуспешен ќе биде третманот или да речеме обимот на зафатот на решавање на проблемот и пристапот кон проблемот ќе биде поминимален или попријатен. Да. Или може би еве и сите пациенти во последно време, сите луѓе всушност во последно време тежнеат кон тоа да имат поквалитетен живот. Може би и тие жени ако доаѓаат на време на контроли, може да имат поквалитетен живот. Апсолутно, јас сакам да ви потенцирам нешто. Значи, пошто збориме за пролапсот општо генерално, еве ќе ви фатиме за пролапс кој што е најчест. Збориме за пролапс на предниот вагинален зид и на мочниот меур. Што се дешава? Значи, кога мочниот меур излезе од својата позиција, он не може да се празни во целост. Затоа што аголот кој што се ствара меѓу изворниот канал или уретрата и мочниот меур, тој доведува до агол кој што не може да биде надминат за да испразни урината, за да испразни моќта од истиот. Мочниот меур делува како резервоар. И тој ако не се празни целосно, стално останува урина мокрача унатре, а мокрачот е извор за множење на бактерии. И пациентите имаат едно врзано коло, да речеме, каде што лечат бактерии со антибиотици поради позитивни наводи на уринокултура, али поради тоа што не се празни мочниот меур, тој пак се развиваат бактериите и се повтара таа уроинфекција која што доведува некогаш и до потешки последици, мислам, кој што може исто така да биде асцендентно да оди, значи да оди нагоре према горните делови од уринарниот систем.
Сакам да напоменам дека сето тоа е многу поврзано едно со друго и заменско-причински е поврзано. Да. Еве и пример, една жена која има почесто уринарна инфекција, може да и биде како симптом да оди да се јави на лекар. Да, апсолутно. Па токму тогаш ќе видиме дека наоѓање на причината за таа инфекција, посебно ако е рецидивентна, ако се повтара значи инфекцијата, тогаш кога ќе најдеме причината и ја решиме причината, сме на најдобар пат да го решиме у суштина и главниот проблем што постои. Кога збориме за пролапс, значи решавањето на пролапсот не е поврзан. Ја имам пациенти што викаат јас сум многу стара, имам 72 и 3 години, дали може да се решава? Па токму тоа сакам да го напоменам дека не се годините никогаш пречка за решавање на пролапси, било на кој дел од генето-уринарниот систем. Било на предниот зид, мошниот меур, утерусот, матката или било каде. И тоа го напоменувам стално затоа што се изведува вагинално решавањето во 90% случаи, посебно кај постари пациентки. И тоа се прави со спидална, односно тоа е локално обезбелување, многу лесно се поднесува вагиналната хирургија. Вагиналната хирургија е предоминантно благодетна за во однос на хирургија каде се прави рез на стомакот, па се отвара стомакот и сето тоа. И затоа токму овој модел на решавање е најпријатен кај пациенти кои што имаат било каков степен на било кој дел од урогениталниот систем на пролапс што настанува. Апсолутно. Професоре, ќе одиме за кратка пауза и се враќаме потоа со нашиот разговор во студија. Што путаме по пак части публицитет, ритеме пас пак. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për prolapsin e mitrës si dhe inkontinencionin urinar apo mosmbajtjen e urinës tek gjinia femrore. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar profesor Dr. Vasil Ilije, specialist ginekolog, subspecijalist uroginekolog. Profesore, во првиот дел на емисијата објаснивме некои од причините што доведуваат до пролапс на матка или мочниот меур. Меѓутоа, ги кажавте, ги спомнавте и хормоните. Сите тие хормони кои ни се виновни, особено на нас жените, за расположението и за низа други работи, тие всушност не штитат нас, за да не се доведеме во ваква ситуација да имаме проблем со пролапс на матка, мочниот меур или уринарна инконтиненција. Апсолутно. Тоа е младоста, нели кога се млади пациентите има доволна количина и квалитет на хормоните. Значи се разликува количина која мериме, ама квалитетот на хормонот кој што ги има повеќе, збориме за естрогени сега само, има повеќе, не е еден естроген, али тоа е најважниот што е, треба да биде делотворен за функција нормална на сите ткива, на сите делови кои што се одговорни за одржување на позиција на органи и функција на органи, напомнав прво. Значи, а кога сето тоа е исполнето, има нормална циркулација. Нормалната циркулација обезбедува нормален доток на хранливи материи, одвод на непотребни материи, довод на кислород нормален, тоа овозможува нормална функција на органот. Онда, тие структури што ги држат органите кога се во ред, има еден добар анимациони краток филм кој што покажува дека меѓу клетките што го формираат структурното ткиво на органите што се позиционирани, постојат мрежасти структури. Токму тие мрежасти структури ги викаме сега популарно да стават колагени, да пијат колагени, за тој ќе ве прашав сите овие колагени или додатоци на исхрана, дали всушност помагат за превенирање на проблемот? Па не, за жал не. Јас ќе ви објаснам зашто не. Добро. Затоа што тие се земаат преку уста. Или локално се убризгуваат. Ама тие се деградираат, тоа се протеини. Значи се распаѓаат. И за цел има тие демек да предизвикаат да локалните овие колагени базични клетки се стимулираат да сформираат млад колаген. Ама во тие години скоро и да нема локални базични клетки. Не разбирате тоа што сакам да кажам, не може да провоцирате. Они ке делуваат колагените структури што се импутирани, што се ставени, ама до моментот дека не се распаднат. Така да тоа не е трајно решение. Јас ќе напоменам дека тоа го
почнава да го употребува многу, малку е поврзано и со комерцијализација на употреба на колагенските структури што се во ампуларна форма, па ги даваат така за правење, ама за жал не го решаваат проблемот. Да. Доколку се веќе е појавен проблемот, тие не помагаат во решавање на здравствениот проблем. Важно е да напоменеме нешто што е многу добро, важно е да се структурите мускулни, посебно и ткивни структури во малата карлица одржуваат од млада возраст. И во културите, на други култури, да во нашите, јас колку што гледам девојчиња идат по балети, по такви структури каде што вежбаат, али млади девојчиња и се запишуваат на вежбање на мускулатурата на карлицата, што ние го викаме као стомачен плес, трбушен плес или како го викаме тоа. Со тоа многу се ојачува структурите во карлицата. Ке ви напоменам, таа широка карлица има многу мускулатура. Таа само е покриена со фасции, викаме со жили, како вика народот, со жили и со други структури кои што мускулатура како слабе е, останува само на жилите, а жилите се нефлексибилни. Тие се крути. И крутото лесно се кине при напор, при каштање, при кивање, при сите тие работи. Тие микро, то не кинење како кинење со нож, али кинење се микро расцепи се ствараат. Со текот на време, со години, тие микро расцепи доведуваат до попуштање на структурата што одржава нормална позиција и ете го имаме некој вид на пролапс на некој дел од овој цел систем. Ја ќе се задржам кратко само, ти ви кажам. Ќе потенцирам дека решавањето на проблемот е многу благодетно и трајно и затоа што се решава по вагинален пат. Тоа треба да го така изведеме како еден заклучок од оваа наша воведна дискусија. Од нашиот разговор. Треба да се види каде лежи проблемот, кој е водечки проблем, што доминира. Дали е тешко да се диагностицира? Не, апсолутно. Еден гинеколошки преглед, кој се преплетен со урогинеколошки компоненти во прегледот, кој што ги изведувам, е многу благодетно да се точно види која компонента од пролапсот доминира, која води, да речеме, вака да разбереме, и така се одбира и моделот на решавање. Има повеќе типови на вагинални пристапи, али сето тоа вагинално, пак зборам, значи без сечење на стомакот, без отварање на тие Тоа е важно да го напоменеме. Нема сечење на стомак, нема долго лежење во болнички услови, се може да се решава за многу кратко време. Обезболување комплетно е болнички престој 2 дена. 2 дена е само болничкиот престој и е задоволнително големо возможување на нормален живот, посебно во годините на постменопауза, перименопауза, кога кај постарите луѓе пролапсите ги спречуваат да бидат активни, да не можат да се движат. И сето тоа е пак еден круг затворен. Ако не се движи, онда се поправа, се згојува, останува. Не, и не психичкото здравје, треба да се спомне и ова. Апсолутно, во право сте и тоа. Знаете, јас за тоа, денески имаше пациентка, вика, ја имам 74 години, дали се исплати? Вика, уопште да размислувам за решавање. И така малку ја охрабрив, дека токму тие се години кога треба да го тоа дополнително поправи во за свој бенефит, за своја можност да овозможи да други работи не се надоврзат на тоа што постои. Обично пациентките сакат да знаат како да се грижат за своето здравје после оваа интервенција. Еве се решават да се го решат проблемот. После тоа дали не треба да креват пример тешки работи, дали може да бидат физички активни, како да се грижат со исхраната. Ќе ви кажам сега. Значи често пати тоа постои меѓу народ дека не треба да дига ништо тешко, значи а што е тешко сега? Тоа е многу индивидуално. Па пример при чистење, кревети, да поместат нешто, или да седат долго време на нозе. Ја им викам на моите пациентки дека треба да се вратат да живеат во нормален живот со сите своји активности што им се потребни, зависно од моделот, од моделот на живот, зависи од годините, зависи од состојбите како што живеат. Едноставно што многу потенцираме, пак ќе кажам, тоа е обстипацијата. Запекот е нешто многу опасно за овие моменти затоа што карлицата е таква каква што е, широка, фокусом на сили удира токму на местото каде што ние корекцијата ја правам. И тај фокус е и челична жица да ставам, де конец нормален хирушки, ја треба недека да ја закачам, да ја употребам. И таа ќе се скине, толку се тие големи сили. Да прави се некои испитувања, сега да не замарам со овие работи, да прави се испитување каде што е докажано дека се енормни сили при напињање на жени, посебно ако се пообезни, значи ако се покрупни жените.
обично тие жени имаат и поголема карлица, али имаат и внатрешно масно ткиво, кое што допринесува уште повеќе тој притисок да биде појак во централната зона. И еве зошто пример кажуваме дека кога веќе влегуваат жените во менопауза треба и те како да се грижат како се хранат. Апсолутно. Да ние така и почнавме овој наш разговор. Да. Значи моделот на исхрана треба да биде сведен на што повеќе здрава исхрана, избегнување. Што од исхраната препорачувате вие за сите жени за да го превенираат овој проблем? Меѓутоа еве и после хируршката интервенција што треба тие најмногу да јадат? Знаме здрава исхрана, зеленчук, овоше, меѓутоа дали има нешто друго? Зеленчук и овоше што има влакнеста структура што повеќе да даде за да може да се цревата празнат што поедноставно, поубаво и без некој напињање. Ние го решаваме и тоа. Има разни чаеви, јас со пациентки слушам различни модели како го решаваат обстипацијниот проблем. Те не знам сливи јаделе, па од лен семе јада и така натака. Има некои чаеви по аптекиве што се употребуваат. И тоа да биде решено, на тоа највише инсистирам. Оно другото, сакам да се вратат во нормален живот, обично се тоа пациенти кои што нема нека тешка физичка работа. Јас некоја се шалам, шо сега, викам, кревети, шифонјери пренесувате? Не, викам, ама додам до самопослуга, па ќе одите, викам, нормално дека треба да одите у самопослуга. Тоа е многу важен момент да кажам дека после тоа веќе се враќаме на еден нормален дел од животот кој што треба да си биде и од аспект психолошки, како што напомнавме, дека тие се моменти кога и други болести па напаѓаат. И ако уште ова дополнително допринесе, ги врзува и другите, знаете, еден кардиолошки, хипертензија, диабет, сите тие се болести што тој период од животот се тука негде за жал. Можеби затоа што луѓето престануваат после пензија да бидат активни. Да, апсолутно сте и тоа е причината зашто веќе е една по друга од болестите заедно. И жените се нели дома приврзани околу домашните потреби, работи, обврски што ги имаат и тука уште повеќе ги допринесува за тоа. Али добро е, тука сме ќе ги решиме тие проблеми во секој момент. Значи може да се реши. Има начин како да се реши проблемот, доволно е да се јават на консултација на гинеколог за да се дијагностицира на време. Доколку се дијагностицира касно, какви други проблеми може? Нема касно за овој проблем. Стално може да се реши, со моделот, типот на операција се разликува од тоа во кој степен на пролапс се најден наодот, односно дијагностициран, кога дошла пациентката. И во тотален пролапс, кога е комплетно све надвор, има оперативна интервенција вагинална, која што ќе го реши ефикасно. Нема лимитација за годишна возраст, нема лимитација дали касно или рано доаѓаат на гинеколог. Се тоа зависи колку сака да им биде квалитетен животот и колку брзо сака да се го решат. 21 век ако и тоа остане нерешено, мислам стварно онда е само неинформирање. Токму ова ваша емисија, ја поздравувам, допринесува да информираме што повеќе луѓе за оваа работа. Професор, пред малку спомнавте дека треба да се зајакне мускулатурата околу карлицата кај жените што се пред перименопауза, помлади. Кои спортови вие ги советувате, пример? Спомнавте балет или некои други спортови? Кои се тие што помагаат, што ни помагаат еве да ни биде поздрава таа мускулатура? Ова како се вика тоа? Дали фитнесот пример помага? Пошто многу луѓе гледаме дека по фитнес. Тешки терети не, него фитнесот повеќе во смисло на кардио и статични вежби, али она со музика што играат, како се Зумба или уште нешто имаше, како има и кенгу џамп, има различни има нешто тоа во секој случај целата мускулатура и на долните екстремитети, значи на ногите и централниот дел го ја активира и тоа е многу добро. Па овие што играат, како го викаат тоа, не знам како се вика тоа, идат доста жени, има во Скопје и во Македонија генерално доста е популарно тоа, идат музика се пушта и они вежбаат по музика. Зумба. Зумба само, ами уште нешто има. Може би има и други, се гледаме некои нови техники, само да се држиме, да бидеме активни, да бидеме поздрави. Пилатес, не е тоа? Пилатес се зајакнува мускулатурата, меѓу поспор е спортот, онака како јога. Пилатес се вика, да. Добро, значи пилатес помага. И јога, еве нема да испуштам. Јога е прекрасно нешто, само тоа се почнува на време. На време, и постепено со инструктор кој што ќе ви даде позиција. Питаме беше да нагласиме дека доколку ни се зајакне тој дел од мускулатурата, ние можеме и да го превенираме овој проблем. Да се почне рано, многу рано, младост, предбременост. Тоа е многу добро. Тоа не значи дека сите што родиле ќе имаат пролапс, да се разбереме, али грото, да.
Да. Професор, друг проблем или друг здравствен проблем за кој се жалат најмногу жените е уринарната инконтиненција. Да, тука сме тоа, се поврзани работи. Добро, значи се поврзани. Да. Се тоа пролапсот на матка, на мочниот меур доаѓа и до уринарна инконтиненција. Така Меѓутоа, тоа и уринарна континенција најмногу ги загрижува жените. Најмногу не можат да бидат на работа, не можат да пијат доволно вода, иако лекарите препорачуваат да се пие доволно вода. Што препорачувате вие? Како да се најде баланс во овој случај? Сега ќе објаснам малку пошироко за тој проблем. Апсолутно, провелете. Значи, пролапсот и инконтиненцијата се вице верза, едне со друг поврзани работи. И што сакам да ви кажам сега, вака да ме разберете. Значи, бешиката, мочниот меур е мускулен орган и има за цел да биде резервоар. Значи да се полни, ама да не реагира одма. Ама упоредба ќе направам сега, срцето е мускулен орган. Тој се полни и одма реагира, одма пумпа. Така? А овој мочниот меур треба да прима мокрача, да наполни до одреден волумен и тогаш кога ќе е адекватно социјално хигиенски прифатливи услови да ја испразни мочниот меур. Тоа се постигнува со така наречено контрола од еден нервен систем што се вика аутономен. Значи тој е нервен систем кој што ние го имаме и кој што него ние контролираме. Тој делува спонтано, самиот со себе. Едниот се вика симпатикус и тој вика дека јас ќе помогнам да се стегне мочниот меур и испразни, а другиот се вика парасимпатикус, тој контра него вика де уште треба да прими мокрача, тогаш кога ќе постигне својот оптимален волумен, тогаш да се испразни. Вака да објаснам сликовито за да биде разбрано, да биде разбрано. И ние сите се раѓаме без контрола на мокрењето. Нели? Бебињата до првата година, до втората година, они немаат контрола на мокрењето, него имаат центри што созреваат и ја формираат контролата на мокрењето. Тие се наоѓаат дел во кичмената можнина, во кичмата, дел во малиот и во големиот мозок. И тие се тие кои што го патот поминуваат и проаѓаат. Од таа гледна точка постојат неколку типа на инконтиненција. Значи инконтиненција значи подмочување. Превод наше подмочување. И подмочување може да биде кога ќе кивне жената, кога ќе се насмее, кога ќе се накашла, дури кога ќе има и сексуални односи, доаѓа до подмочување. Тоа е последица на тоа што затварачот или сфинктерот на излезот од мочниот меур не е доволно брзо или квалитетно реагира да спречи истекување на мочниот. Тоа се вика стрес инконтиненција на урината. Тоа е најчесто кај жените. Таа инконтиненција, стрес инконтиненцијата предизвикува големи трауми, предизвикува големи социјално-хигиенски проблеми. Зашто? Затоа што пациентите се приморани да носат влошки. Влошките се редовно натопени со мокрача и целата регија околу надорешните генитални органи е под дејство на таа мокрача која што има и киселина и соли и свашта содржи, иритира кожата и прават разни проблеми во смисол на промени во чешање, црвенила, еритеми прават. Онда кај постарите пациенти дури доаѓа до промена на структурата на ткивото на епителот на кожата. И се развиваат болести од кожни болести се развиваат поради хронично долготрајно пореметување на иритација, кои што треба да се решаваат сосема друг начин, значи предизвикуваат друга болест, да речеме. Сега ќе се вратам после на стрес инконтиненцијата да ви објаснам, затоа што таа најчеста и е најважна во суштина кај пациентите, кај жените. Втор тип е кој ќе се поремети од инконтиненција, втор тип е кој ќе се поремети ова структура на тој систем нервен што ние не го контролираме, што дозволува да се наполни бешиката, тоа стручно се вика има задоволителен комплајнс, се вика, задоволително полнење, значи добро волумен ќе поднесе мочниот меур. Тоа кога ќе се поремети таа структура, тогаш пациентките добиваат нагли нагони за мокрење кои што не можат да ги одложат. Значи, замислете пациенти и дома или било каде, на некој состанок, она добива таков нагон што мора дури не стига во тоалет. Него едноставно истекува мокрача. Таа количина мокрача е поголема него кај стрес инконтиненцијата. Стрес инконтиненцијата исклучува многу помала количина на урина, на мокрача. И третиот тип што е најчест исто кај жените, тоа е мешан меѓу овие две. Значи постои слабост на сфинктерот, на затварачот, ама постои слабост и на контролата на нервите. Сега за оваа ургентна се вика вторава група на инконтиненција, често пати се пореметени структурите кои што се искрануваат тие нерви,
Ке спомнам диабет, миастенија гравис, Паркинсон, не знам, други заболувања кои што доведуваат до пореметена инервација, би рекле. Ама и кога не се наоѓа мочниот меор на својата позиција, кога е дислоциран, кога е спуштен, онда настануваат различни кривини во аглите на структурите што доаѓаат до тамо. Значи и нервите трпат промена, и васкуларизацијата, односно крвните садови трпат промена, и мочниот меор, тука се пореметува тој инервациони момент и често пати доведува до тоа. Или чести уроинфекции. Тотално ја рушат структурата на инервацијата, зашто сензибилните нерви се во внатрешниот епител на мочниот меор. И тие кога се пореметат од чести инфекции, а инфекциите значи полнобактериски токсини, отрови, кои што ги пореметуваат нивните трансмисија, нивната пренос на информација, настанува така наречената ургентна инконтиненција. Стрес инконтиненцијата е најчеста. И за Дали среќа, жените се свесни за ова стрес инконтиненција? Дали се јавуваат на лекар? па ја за мислам овој да, проблем? свесни се самите жени дека се подмочуваат, него голем проблем е што не мислат дека така треба да се живее. Тоа е нормално, жената родила и сега не знам, и после тоа дека е нормално да се подмочува и меѓу нив постои тоа, па добро ти голема работа што се подмочуваш, сите се подмочуваат. Тоа не апсолутно не е точно. Ама апсолутно не е точно. Тоа е, како да кажам, едно неинформирање, ете така ќе го речам, дека постои многу ефикасен модел на решавање. И сега дозволете да ви кажам, значи за една интервенција која трае 5 до 7 минути, интервенција која трае 5 до 7 минути, без никакви резови, 7 мм отвор се прави на внатрешниот зид на вагината. И се поставува нов сфинктер, нов затварач, со специјални носичи се поставува. Пациентката е обезболена со локална анестезија. Може да си оди истиот ден или утредента да си оди дома. Решение трајно. Во светот ова што ви го кажувам е златен стандард за решавање на стрес инконтиненција. И стварно е неприфатливо во 21 век, кога збориме за вештачка интелигенција, кога збориме, не знам, за посвајање на, не знам, на Марс, и кај сега таму ќе одат, не знам, да збориме дека треба да се прифати нормално подмочување на жени кои што ги лимитира. Еве, да речеме, помлади, кога се они активни, се пословно, службено активни, и они се нон-стоп со мокри влошки, со непријатен мирис, со иритација, или ја имам пациенти ке дојде вика, па ми е многу тешко со моите внуци да се дружам, вика, пошто знам дека мирисам, на урина, на мокрача мирисам. Значи, постои ефикасно, реално и трајно решение на проблемот и треба тоа да го знаат пациентите. Еве. Значи сега пациента која има уринарна инконтиненција, веќе си знае дека го има овој проблем, да се јави, пошто за 5 минути може да се реши проблемот. Со многу лесен преглед. Еден преглед кој што е класичен гинеколошки, со дополнителни урогинеколошки постапки некој, еден ултразвучен преглед, се определува нивото и степенот на спуштање, ако постои спуштање на некој орган, или се определува степенот на инконтиненцијата и може да биде тоа решено. И ова се е тоа вагинално. Ја значи цело време збориме за некој пристап. Зборуваме за оперативни зафати, меѓутоа минимални оперативни зафати. И така им е именувани се како минимално инвазивни оперативни зафати. Токму така, да. Пазите, еден ден не мора ни да престојува у болница и да решите проблемот, да го решите, тоа е, мислам... За секогаш. Да, тоа е за секогаш, апсолутно. Тоа, вградената структура што ја поставувам, нема интерференција со ништо. Таа е од макропорна полипропиленска структура, која што се инкорпорира во структурите на ткивото и останува вечно. И не прави никакви проблеми, нити за рентгенографија, нити за магнет. Може да раѓаат после тоа, ако сака, ако е веќе дојдено, зависи од возраста на пациентката. Кога се јавуваат пациентите. Да. Често пати, професор, ја спомнавте бременоста како еден од факторите кои влијаат врз овие проблеми. Дали често жените после породување и после првата бременост знаат да се справуваат со овие проблеми, или тоа зависи, пример, колку деца ќе раѓаш, потоа толку потешко и почесто се јавуваат овие проблеми? Многу пати е поврзано сето тоа со генетиката на личноста. Знаете, имаме и жени кои што се спортски типови, да ги наречам, или типови кои што имаат мускулатура, структури, овие подложни се на такви работи, и жени кои што со бременоста ќе се поправат, не знам, 20 и повеќе килограми,
и после тоа ми кажува дека не може да ослабат, тоа мислам е веројатно недоволна волја за реализација на тоа или други ангажмани што се јавуваат во текот на постпородилниот период. И сите тие разлики што се јавуваат во текот на животот кај различни личности може да допринесат за... Еве го спомнавме и преска. Обстипацијата како последица од моделот на исхрана, да не збориме се за заболувања што имаат за последица обстипација, нема да го споминеме тоа, како последица доведуваат и до стрес инконтиненција. Мочниот меор, чим се дислоцира, губи капацитет за нормална функција. Дел од изгубен капацитет за нормална функција е токму и подмочувањето, инконтиненцијата. И еден проблем, се враќаме пак на почетокот, еден проблем доведува до друг проблем доколку не се реши на време. Па ви реков, тие две работи се многу поврзани една со друга и затоа позиција и функција еднакво на здравје. Апсолутно. Професоре, стигнавме до крајот на емисијата. Некоја последна порака што сакате да ја опатите? Порачам дека ова што го кажавме денеска е благодетно за секој го знае, од што има проблем се разбира, или да го спречи проблемот, или доколку се појавил, нека повели да го решиме на начин кој што е идеален, адекватен, најбрз, најсигурен и целосен. Ви благодарам многу што бевте дел од нашата програма. Поздрав до сите ваши гледачи и до вас. Shikues të nderuar, ne me kaq përmbyll emisionin për sot. Faleminderit që qëndruat me ne, bashkë do shemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim.